почитувани представници на медиумите, Република Македонија е длабоко навлезена во подготовките за еден од најголемите административно државни операции, а тоа е преговорите за полноправно членство со Европската Унија. Согласно одлуките на Советите на Европската Унија со кои се утврди прецизна временска рамка за почеток на преговорите во јуни следната година, но согласно насоките добиени од страна на еврокомесарот Хан при неговата последна посета, владата на вчерашната седница ја усвои така наречената преговарачка структура, што представува модел по кој ќе се организира државата за процесот на преговори со Европската Унија, како и модел преку кој ќе се имплементираат заклучоците од овие преговори. Оваа структура предвидува неколку клучни тела преку кои ќе се одвива процесот на преговори, задржувајќи го при тоа восстановениот принцип на правична застапеност на заедниците. Прво е координативното тело за процесот на пристапување кон ЕУ, кое представува координативно тело на владата, а кое меѓу другото ќе ги утврдува и преговарачките позиции на Република Македонија во преговорите. Во оваа тело ќе учествува председателот на владата и неговите заменици, министерот за надворешни работи, за внатрешни, финансии, правда, економија, министерот за информатичко општество и администрација, како и главните преговарачи. Потоа е државната делегација на Република Македонија за пристапни преговори со Европската Унија, чија улога ќе биде да ги води преговорите со Европската Унија и да обезбеди непречено одвивање на процесот на преговори по сите поглавја. Државната делегација ќе ја предводам јас како главен политички преговарач и шеф на државната делегација за преговори. Заменик на државната делегација е министерот за надворешни работи, а во државната делегација учествува и главниот технички преговарач, шефот на мисијата на Република Македонија при Европската Унија, како и секретарот на преговарачката група. Трето клучно тело во процесот на преговори представува преговарачката група, која ќе биде задолжена за техничко ниво на преговорите со Европската комисија за сите поглавја од преговорите. Оваа тело ќе го предводи главниот технички преговарач, кој што е тука присутен, и подосна ќе ви образложи повеќе детали околу техничките подготовки на оваа тело. Покрај овие условно нови тела, неколку од сегашните институции ќе добијат и нови надлежности и ќе се прилагодат согласно потребите за преговорите. Па така, Секретаријатот за европски прашања ќе ја врши улогата на секретаријат на преговарачката група и со тоа ќе обезбеди стручна, техничка и административна поддршка на клучните тела во процесот на преговорите, тоест и на државната делегација и на преговарачката група. За цел од редовите на СЕП ќе биде назначен и секретар на преговарачката група со негов заменик. На крајот, постојните работни групи за подготовка на националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство со Европската Унија ќе се ревидираат во поглед на составот и надлежностите и ќе се трансформираат во работни групи за подготовка на преговори. Овие работни групи практично ќе бидат и најстручниот дел за идентификување на потребите, за изготвување на предлог решенија, но и за имплементација на потребните реформи согласно потребите за трансформација на нашето општество според европските правила и стандарди. Овие работни групи покрај представниците на администрацијата ќе инкорпорираат во себе и представници на академската заедница, на експертската јавност, на граѓанскиот сектор. Практично да го инкорпорираат во себе најдоброто и најквалитетното во државата за ефикасен и успешен процес на преговори, со што ќе се обезбеди и квалитетна трансформација на општеството. Повеќе околу начините на кои ќе се организира канцеларијата на техничкиот преговарач ќе ви посочи заменикот и главниот технички преговарач Маричич, а јас на крајот дозволете да упатам уште неколку пораки. Основната функција на процесот на преговори кој ни предстои представува нашата подготовка за членство во Европската Унија. Но и самиот процес на преговори представува еден од најважните административно-политички операции низ кои што поминале сите земји членки на Унијата. Процес со кој целата држава ја зајакнува трансформацијата на своите институции, процеси и политики, согласно европските правила и стандарди.
Трансформација која треба да резултира со создавање на европско општество. Низ оваа трансформација ќе ги оствариме основните цели за кои има неспорен консензус. Тие цели се создавање на функционална мултиетнична демократија, општество кое почива на вредностите како солидарност, еднаквост и владење на правото. Општество кое ќе обезбеди подобри услуги за своите граѓани, подобро и подостапно здравство, поквалитетно образование, брза и ефикасна администрација. Општество кое ќе обезбеди услови за побрз економски развој, услови за привлекување на повеќе странски инвестиции, подобри услови и за инвестиции од страна на домашните инвеститори, подобри услови за работа на предприемачите и се она што на крајот ќе резултира и со повеќе работни места, поголеми плати и воопшто поквалитетен животен стандард. Токму затоа и велиме дека пред нас предстои најважниот процес во нашата понова историја. Процес за кој не смееме да пропуштиме да изградиме наднационален консензус. Процес кој е толку важен, што не може да и се остави само на владата да го спроведува. Туку во него треба да се вклучат и представниците на сите институции, на сите општествени фактори, експертската јавност, представниците од академската сфера, од граѓанскиот сектор. Но пред се сакам да повикам на вклучување и на опозицијата, која и до сега се има вградено во овој процес, а која е секако добре дојдена и очекуваме да биде дел од овој процес и понатаму. Ви благодарам. Главниот политички преговарач веќе убаво ја објасни преговарачката структура која ќе биде носечка сила во процесот на скрининг и подготовка на преговорите за членство во ЕУ. Дозволете ми мене подетално да ве запознавам со структурата на преговарачката група, 35-те работни групи и нивното функционирање. Преговарачката група ќе биде задолжена за експертското и техничкото ниво на преговорите со Европската комисија за сите поглави од преговорите. Преговарачката група ги разгледува и утврдува предлозите на преговарачките позиции и ги доставува до координативното тело и владата. За својата работа одговара пред главниот технички преговарач и пред владата, а ги извршува своите обврски во согласно со насоките и инструкциите на главниот политички преговарач, шефот на државната делегација и подпредседателот на владата за европски интеграции господинот Бујар Османи. Преговарачката група е составена од главен технички преговарач, како и од членови заменици на главниот технички преговарач, најмногу 4 на број, еден представник од Министерството за надворешни работи, еден представник од Секретаријатот за европски прашања, како и најмногу 2 други лица кои ќе ги назначи главниот технички преговарач. Исто така во групата ќе има и членови на преговарачката група задолжени за одредени поглави од правото на ЕУ, преговарачи, шефот на мисијата на Република Македонија при Европската унија, како и секретарот на преговарачката група. Членовите на преговарачката група ги именува владата на заеднички предлог на главниот политички преговарач и главниот технички преговарач. Оваа преговарачка група ќе брои околу 15 лица преговарачи, а секој од нив ќе следи и координира работата на една или повеќе работни групи кои покриваат некое поглави од правото на ЕУ согласно нивната тематска поврзаност. Овие преговарачи ќе бидат во најголем број искусни државни службеници од различни министерства или државни органи кои работат во областите покриени со поглавијата. Секако, бидејќи овој процес е отворен и инклузивен, во оваа група ќе бидат поканети и лица експерти надвор од институциите кои долго работат и добро го разбираат процесот на пристапување кон ЕУ. Во наредниот период, под водство на главниот политички преговарач, ќе извршиме консултации со сите министерства, надлежни државни органи, но и сите засегнати страни за да комплетираме составот на преговарачката група најдоцна до почетокот на септември. Во однос на оперативните тела на преговарачката група, тоа се канцеларијата на главниот технички преговарач и секретаријатот на преговарачката група, сакам да кажам дека канцеларијата на главниот технички преговарач е задолжена за поддршка на извршувањето на задачите и дневните активности на главниот технички преговарач. Канцеларијата ќе биде сместена во владата на Република Македонија, а дел од канцеларијата ги извршува своите задолженија и во рамките на мисијата на Република Македонија при ЕУ во Брисел. Ќе биде примарно фокусирана на комуникација со представниците на ЕУ институциите на оперативно ниво за подготовка на преговорите за посебните поглавја. Исто така и ќе го координира доставувањето на релевантните материјали и документи во преговарачкиот процес двонасочно меѓу преговарачките структури и Европската комисија. Во однос на секретаријатот на преговарачката група, тоа веќе го кажа подпредседателот Османи дека СЕП ќе ја врши функцијата на секретаријат на преговарачката група. Во однос на работните групи за подготовка на преговорите,
Исто така подпредседателот Османи веќе објасни како тие ќе бидат формирани. Јас само би дополнил дека работната група е составена, секоја работна група како тело, како нуклеус на процесот е составена од преговарач, односно член на преговарачката група за релевантното поглавје, раководител на работната група, заменик раководител, секретар на работната група, заменик секретар на работната група и членови. Главниот политички преговарач ќе ги предложи на главниот технички преговарач замениците секретари на работните групи од редот на вработените во СЕП. Сите заменици на секретарите во сите групи ќе бидат представници на секретаријатот за европски прашања. Главниот политички преговарач по претходна консултација со надлежните министри, а во согласно со главниот технички преговарач и секретарот на преговарачката група ќе ги именува раководителите, замениците раководители, секретарите, замениците секретари на работната група, како и останатите членови. Членовите на работните групи можат да бидат од државните органи, органите на државната управа, од граѓанското општество и академската заедница. Во секој од работните групи задолжително учествуваат исто така и представници од Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за законодавство и Државниот завод за статистика. Одлуката за формирање на работни групи за подготовка на преговорите ќе содржи критериуми за именување на членови. Составот на секоја поединечна работна група ќе биде утврден со решение на главниот политички преговарач. Дел од овие работни групи, оние кои први ќе го почнат скринингот, ќе бидат формирани на почетокот на септември, а сите 35 ќе се комплетираат до крајот на октомври 2018 година. На крајот само би кажал 3 пораки кои ќе се надоврзат на пораките на главниот политички преговарач подпредседателот Османи. Ова ќе биде долготраен, тежок и макотрпен процес кој ќе бара многу институционална работа, но и многу тешки политички одлуки. Сепак секоја жртва ќе вреди, бидејќи ова е процесот на европеизација кој нема само да ја внесе Република Македонија во Европската унија, туку и ќе ја донесе Европската унија во Македонија. Државните и јавните институции ќе бидат локомотивата на овој процес, но освен владата, како што спомна подпредседателот Османи, во овој процес ќе мора да се вградат и собранието, судството, опозицијата, граѓанското општество, бизнис заедницата и сите други засегнати страни. Место ќе има за секого, но исто така и одговорност и работа. На крајот само би кажал, ова што го започнуваме сега е генерацијска задача на сите кои го сонуваат и кои работат за идеалот на Европска Македонија и сите сме убедени дека ќе успееме во тоа. Благодарам.